Бог се јави. Почитувани, добар ден, започнуваат вестите на Канал 8. Честниот крст во Кучани годинава за прв пат отиде во рацете на 22-годишниот Мики Пецов, кој беше најсреќен меѓу 20 пријавени момчиња. Крстот и годинава во водите на Кучанска река го потопи митрополитот Брегалнички Иларион. Годишниот Мики Пецов од Кочани успеа меѓу 20 пријавени момчиња прв да стигне до крстот во водите на Кочанска река по повод празникот Богојавление Водици. 6 пати досега се пријавува за овој чин и конечно упорноста се исплати и му се насмеа среќата да го фати честниот крст. Најсреќниот Пецов со неговите другари, според обичајот, ќе ги посетат семејствата во градот, кои го даруваат крстот со пари за здравје и среќа. Тој пред сите присутни ја даде христијанската изјава и посака Бог да му дари здравје на него и неговите најблиски. Бог се јави, на вистина се јави. Ова ми е 6-та година како се фрлам по Светиот крст во Кочанската река. Во 2013 и 2015 заедно со моето друштво го фативме, не бев јас, но заедно бевме. Оваа година го фатив и се надевам дека ќе ми биде среќна, а исто и така на граѓаните на град Кочани и на цела Македонија да им биде среќна и успешна. Во овие наредни денови до 31 ќе ги посетам колку што може домовите во град Кочани. На 31 ќе го вратам Светиот крст во Свети Великомаченик Ѓорги во Кочани. Очекуваш ли дека ќе го фатиш крстот? Искрено да ви кажам, пред 2 дена го сонував крстот и некако многу не верувам во сонови, но ете, се исполни и го фатив. Празнувањето на верскиот празник Водици во Кучани е една од најмасовните црковно-верски манифестации. Тоа беше потврдено и годинава, кога покрај кеот на Кочанска река присуствуваа голем број верници. Чинот на потопување на честниот крст и осветување на водата го изврши митрополитот Брегалнички Иларион со свештеници од Брегалничката епархија. Бог се јави, честит и благословен вечен празникот, најмногу здрави и спасени на сите луѓе, на сите присутни овде. Исто така многу здравје, радост и успех на момчето што го фати честниот крст. Посакуваме ова година да му биде благословена, берикетна и успешна. Годинава чинот на потопување на крстот помина без многу награди за момчето кое што го фати. Причината е да не бидат наградите повод да се пријавуваат момчињата за скокање, туку верата во Бога. Од градоначалникот Радко Димитровски доби златник, а од Кочанскиот храм Свето писмо Библија. Оваа година награди додели и фармацевската компанија Зегин, која што на момчето што го фати крстот му додели телевизор. Традицијата која што имаме во Кочани продолжува. Гледаме една голема масовност, едно голема заљубеност во празниците кои што ги имаме во текот на овој месец, во текот на овој период, и сакам да на фаќачот на крстот му посакам многу здравје, многу среќа, многу успех, а на сите граѓани, наши сограѓани и други во Република Македонија кои што го имаат за куќна слава денешниот празник и кои што ги имаат како имендени, нека имаат многу здравје, многу среќа и многу успех во животот. Пред одржување на чинот на потопување на честниот крст во храмот Свети Великомаченик Ѓорги се одржа света божествена литургија, пошто со свечена литија верниците и свештениците се упатија кон мостот во паркот каде се потопуваше крстот. Успешно помина и лицитацијата на иконите и крстот, а оние кои што ги купија ќе ги чуваат во своите домови 40 дена за здравје, пошто ќе бидат вратени во црквата. Празникот Богојавление е поврзан со крштевањето на Исус Христос во водите на реката Јордан од Свети Јован, кој од тогаш се нарекува крстител, а фаќањето на крстот означува соединување на човекот со Христа. Тој важи за еден од најголемите христијански празници. Младиот Сашко Крстев од Теранци имаше најмногу среќа и го фати крстот на верскиот празник Водици. Чинот на водокрст во општина Чешиново Облешево се одража на реката Брегалница во близина на селото Теранци. Голем број верници по повод одбележувањето на празникот Богојавление се собраа на бреговите на Брегалница кај мостот за село Теранци. Дојдоа да го проследат осветувањето на крстот и водите на реката, во кои традиционално секоја година се врши чинот на водосвет. Сашко Крстев од Теранци беше најуспешен меѓу десетината православни верници од општина Чешиново Облешево кои скокнаа по Светиот крст.
Пресреќен што во мешаницата прв успеа да дојде до крстот, рече дека очекува здравје и среќа за себе и за своето семејство. Втор пат скокам по крстот, сега за прв пат го фаќам. Крстев доби подароци од Македонската православна црква, како и од општина Чешиново Облешево, што лично му ги предаде градоначалникот Костадин Личков. Како и секоја година, традиционално и ова година на населеното место Теранци, во близината на населено место Теранци, на реката Брегалница, богојавление го направивме и ова година. Му честитам на фаќачето човек, баш ми е драго. Општината и овој пат излезе со еден скромен поклон на икона од епархијата и една бањарка. Се надам дека ќе му служи среќа, здраве и љубов и на сите граѓани на општината Чешиново Облешево и посакувам многу здраве, љубов и среќа. Освен кај мостот на Брегалница, кај селото Теранци, одбележувањето на празникот Водици во општина Чешиново Облешево со поодделни црковно-верски церемонии се одржа и во населените места Спанчево, Соколарци, Чифлик, Кучичино и Жиганци. Богојавление Водици се одбележа и во општина Зрновци. Централната манифестација на осветување на водите и фрлањето на крстот се одржа на мостот на реката Зрновка во центарот на населбата. Годинава Сашко Николов од Зрновци го послужи среќата и имаше најмногу успех во фаќањето на крстот што беше фрлен во Зрновска река. Голем број православни христијани од Зрновци, Мородвис и Видовиште присуствуваа на свечениот чин на водосвет, што се изведе на мостот на реката кај основното училиште Синиша Стоилов. Десетината млади зрновјани не ги спречи студената вода да учествуваат на традицијата, што во слава на Христовото крштевање овде се изведува со години наназад. Јас сум Сашко Николов, трет пат се фрлам во водите и посакувам на сите што не се посетиле оваа традиција да ја посетат и прв пат го фаќам крстот. На сите им посакувам што не се посетиле оваа традиција да ја посетат за здравје, среќи и се. На срекниот Николов, кој успеа да го фати светиот крст, градоначалникот на Зрновци Блаже Станков од име на општината му додели подароци, посакувајќи му здравје, успех и среќа во животот. Еве денес нашиот парохишки свештеник ги освети водите на реката Зрновка преку фрлањето на крстот. Имаше 11 учесника, на најсреќниот и најхрабриот му посакувам многу здравје и среќа, тоа беше Сашко Николов. Исто така на сите граѓани им го честитам овој голем ден и им посакувам многу здравје и среќа. Општината исто така доделивме на богата награда на добитникот на крстот, така да традиционално ова го правиме и јас навистина му посакувам многу среќа во текот на годината. Николов доби благослов од Македонската православна црква и многу честитки од своите сограѓани. Заблагодарувајќи се за желбите, рече дека планира да продолжи да учествува во одбележувањето на празникот Водици. Продолжуваме понатаму со останатите содржини во вестите. Бебе од Истибања, кое се родило на 13 јануари, било пријавено во полициската станица дека починало. Иако на помош биле повикани лекари, тие само ја констатирале смртта, а причините за неа доправа ќе се испитуваат. Новороденче старо само 5 дена, чии родители живеат во селото Истибања, починало во средата изутрина. Смртта на бебето во полиција околу 7 часот и 20 минути ја пријавил дежурниот лекар од итната медицинска помош, откако службата била повикана во домот на семејството. Според официјалното известување од Министерството за внатрешни работи, таткото забележал дека бебето не дава знаци на живот и оти било помодрено по телото. Поради тоа веднаш ја повикал екипата на итната медицинска помош од Виница, која воопшто не можела да интервенира со оглед што веднаш била констатирана смрт. Инаку, таткото и мајката на починатото бебе живееле како подстанари во куќа, собственост на КП од Истибања. Од полицијата велат дека по извршениот лекарски преглед била констатирана смрт без траги на насилство. По наредба на јавен обвинител, ќе се изврши обдукција на телото на бебето, за да се утврдат причините поради кое тоа починало.
Љубовта и нераскинливите корени, убавините на природата, почита кон жената мајка, се само дел од темите за кои пишува поетесата од Кучани Милица Трпеска во незината 7-ма книга под наслов Поетско созвездие, чија промоција се очекува да биде наскоро. Поетско созвездие е насловот на новото поетско дело на поетесата Милица Трпевска од Кучани, кое што ќе биде промовирано наскоро. Станува збор за дело во кое се содржани 30 песни, кои што овој пат се наменети за возрастни. Поетско созвездие значи секоја песничка за мене представува една звездичка и тие сите звездички, не сите, него е дел од мојот циклус на поезија, се соберени во една книга која се вика Поетско созвездие и опишува душата на човекот, љубовта према човекот, према возрастните едни со други, да се почитуваме и меѓу децата и така. Милица Трпеска одамна е присутна во македонската литература. Има создадено голем број поетски и прозни состави и афоризми. Таа е еден од најактивните членови на литературниот клуб Копнеш, кој над 5 децении ги обединува писателите од Кочани од сите генерации. Најчеста мотивска преокупација во новата книга на Трпеска е љубовта кон саканиот, кон семејството и природата што ја обкружува. Во вториот циклус песни од Поетско созвездие, Трпеска пее за поврзаноста на вчера, денес и утре, нераскинливите корени, за убавините на природата, за почита кон жената мајка и оние кои ги дадоа своите млади животи за денешнава слобода. Трпеска е активна и на многу хуманитарни акции, член е на Сојузот на потрошувачи Кучани и Сојузот на борците од Народно-ослободителната војна. Таа е сликар и автор на голем број миниатури, а нејзина инспирација главно се пейсажите. Стихозбирката Поетско созвездие е нејзина 7-ма книга, а освен многобројните спонзори за издавањето на истата и помогна и Издруженијето на пензионери Кочани. Продолжуваат духовните трибини од православен карактер, што пред извесен период започнаа да се одржуваат во библиотеката Искра. Истите се во организација на членовите на граѓанското здружение Воскресение, со подршка од свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги и од владиката Иларион. Со благослов на митрополитот Брегалнички Илариона во организација на членовите на граѓанското здружение Воскресение и со подршка од свештениците од Кочанскиот храм Свети Великомачени Ѓорги продолжува организирањето на духовните трибини во градската библиотека Искра во Кочани. Наменети се за сите верници кои што сакаат да научат повеќе за верата и црквата. Предавач е ѓаконот од православниот храм Свети Великомачени Ѓорги од Кучани Димитар Арсовски. Последната трибина се одржа за празникот Божик, а на 20 јануари во 17:30 ќе се одржи следно предавање на тема Богојавление и ликот на Свети Јован Претеча. Верниците ќе бидат известувани тековно преку медиумите и социјалните мрежи. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова празнично издание на вестите на Канал 8. Имајте пријатна вечер. За многу години. Довидување.